почнуваме со вториот дел, сега зборуваме за една тема која што не е толку позната во македонската јавност, а тоа е еластографија. Тоа е, како што кажав, метод кој што мери еластичност на ткивата во организмот. Докторе, добро најавив? Добро најавивте. Да, вие сте Ариф Пини, доктор Ариф Пини, специјалист интернист. Да. Така, ајде да ја објасниме на македонската јавност што значи ова. Така. Еластографија е пред се неинвазивна ултрасонографска диагностичка метода која ни овозможува нели да ја мериме цврстината на ткивото. Сега зашто е тоа многу битно? Да. Битно е затоа што секој едно ткиво во организмот кое има тенденција кон зголемување на цврстината и еластичноста говори за малигнизирање. Тоа значи дека веќе во поновите апарати, односно ехоапарати, е вградена оваа метода на еластографија и ни овозможува веќе да можеме да бидеме попрецизни во диагнозата. Како ова функционира, да објасниме за гледачите? Ајде. Значи има два метода, квалитативна и квантитативна метода. Што тоа значи? Квалитативна метода или стрейн еластографија, тоа е кога правиме ехо диагностика, односно кога гледаме со ехоапаратот, со помош на сондата, со нежен благ притисок на она место каде што гледаме некоја промена, правиме благ притисок и апаратот има можност да го мери тоа, односно да ја мери тврдината на ткивото. Исто така се прави и стрейн рацио. Што тоа значи? Во моментот кога ние ќе видиме на ехо дека има некоја промена во некој орган, прво ја мериме еластичноста, потоа правиме стрейн рацио, односно со помош на апаратот кој ни овозможува, нели, го обележуваме одреденото подрачје каде што има промена и обележуваме здраво подрачје во истото ткиво. И самиот апарат прави стрен рацио и ни дава скорна скала. Да речеме до 2 нема дигање паника, после 3 веќе се преземаат други мерки. Тоа е првата, втората е квантитативна метода, каде што исто така ултрасонографскиот апарат испушта одредени специфични ултразраци кои продираат во ткивото таму каде што има промена, каде што е подцврсто. И сега како функционира тоа? Што е подцврсто ткивото, побрзо се движат тие бранови и ни даваат можност да ни проценат, особено кај црниот дроб при фиброза и нели цироза на црниот дроб, ни даваат точно колку и кој степен на промена има во самиот црн дроб. Значи тие две методи во зависност од вградувањето на самиот ултрасонографски апарат, која техника има, така може и сонографистот нели да го прави тоа. На кој точно ме интересира органи и ткива се мери со овој метод? Значи секој оној орган кој е достапен при ултрасонографија, вие можете тоа да го направите. Сега многу е битно од техниката и од умешноста на ултрасонографистот. Да предпоставиме, ако гледаме тироидна жлезда, добро, нормално секој оној кој гледа на ехо веќе има искуство, ова е само додаток на тоа што претходно како искуство сме го имале. Сега, гледаме тироидна жлезда и доколку видиме некој јазол, ние, ако досега можевме да ја видиме формата, васкуларизацијата, како тој изгледа, сега веќе дополнително можеме да мериме и цврстината. И тоа ќе ни овозможи да видиме колку е еластично ткивото и понатака да се преземат. Колку е подцврсто станува проблематично? Проблематично, повеќе е шанса за малигнизирање. А може да се направи разлика од класичниот ултразвук? Токму така. Значи веќе во поновите апарати, мислам дека тоа е веќе во последните Не, ова е суштината. Во последните 5 до 10 години, мислам, како технологијата и медицинската технологија оди напред, во новите апарати се вметнува овој дел на еластографија како додаток на претходните ултрасонографски апарати. Чекор понапред. Сега, да речеме, јас посилам таков ултрасонографски апарат кој има еластографија и покрај класичното еко кој ние досега го гледаме, да речеме со колор и спектрал доплер, каде што можеме да видиме васкуларизација, можеме да видиме проток на крв и мериме брзина. Сега веќе во новите апарати промената можеме покрај со ова што го напоменав да видиме и колку е цврстото ткиво. Може да ми кажете колку е прецизна оваа метода? Така, прецизноста, како што претходно напоменав, зависи од умешноста на ултрасонографистот, да ја најде промената и тогаш нели специфичноста е многу поголема. Некои истражувања покажуваат дека кога се прави фиброскен или кога се мери еластичност на центром, дури специфичноста му е до 80 до 95%. Сега што ова зависи?
Значи, доколку се успее да се најде промената, се употребува еластографијата и специфичноста е многу поголема. Бидејќи ние мораме да имаме во предвид во медицината, не секоја метода диагностичка е 100% специфична за одредено заболување. Сега, многу е битно, како што кажав, да добро се направи испитувањето и потоа специфичноста е се поголема. Да речеме, сега во новите апарати на магнетна резонанца, веќе се воведува ова еластографија. Во склоп на магнетна резонанца. И сега, ако до сега сме правиле МРИ, познатата диагностичка метода, сега во новите апарати имате еластографија, каде што истото ова по автоматизам го прави магнетната резонанца. Го наоѓа местото, го мери, ја мери еластичноста и ви дава подетални информации. Ако ве прашав за органите, се сакам да прашам и за заболувањата, еластографија така што ги мери. Во кој домен се тие? Так. Значи, секоја промена на одредено ткиво, како што кажавме, што повеќе добива цврстина, има можност да малигнизира. И сега, оваа метода е толку, да речам, применлива, бидејќи е неинвазивна, многу едноставна, се зависи од умешноста и обуката на ултрасонографистот. И вие можете да правите испитување, да речеме на црниот дроб, на тироидната жлезда, на дојки кај жени, на простата кај мажи. Значи, опфатени се скоро сите органи во зависност од тоа колку можете да дојдете да успеете да видите промената. Сега некои подлабоки структури кои тешко можете вие на ехо да ги видите, не можете да употребите оваа метода на еластографија. Затоа тука е веќе магнетната резонанца која го воведува ова што го кажа. И кога вие употребувате еластографијата како дополнителна метода при самото ултрасонографско испитување, вие веќе имате многу попрецизна диагноза. И сега зашто е тоа така? Ако досега на ехо сме виделе некоја промена, да речеме на црн дроб, и ако на црниот дроб таа промена сме можеле да видиме како таа изгледа, да ги видиме маргините, да видиме васкуларизација, да видиме ехогеност, дали е хипер или хипоехоген, сега веќе со еластографија вие имате можност да видите и колку е тој цврст. Подлабок. Ете така, ја мерите цврстината и еластичноста и доколку скорот покаже многу поголема цврстина и еластичност, се преземаат понатака соодветни. Тоа значи дека и на некој начин превенира овој метод, може да открие многу јасно, навремено да се види цврстината и да се делува така. Ако може да се каже за ваквите прегледи, дали има болен ефект, како изгледа тој преглед? Тоа и на почетокот јас во слободното време ви напоменав. Ова е многу едноставна, неинвазивна метода, нема никаква болка. Буквално секој човек прави ехо, нели? Да. Со ехо ставате сонда и мерите, гледате. Токму тоа. Само тука е техниката што самиот ултрасонографски апарат ја поседува еластографија и ви овозможува да дојдете до прецизна диагноза. Инаку ова е многу безболен, нема зрачење, нормално, исто како кога правите ултрасонографско испитување. И потоа може преку еластографијата да се следи процесот на лекување Да, токму така, особено кога имате цироза, фиброза на црн дроб. Како напредува или како се многу јасно. Еве да речеме со фиброскен, кога се прави еластографија, вие пошто има скоро F0, F1, F2, F3, F4, како проградира и како се зголемува, нели, еластичноста на црниот дроб или фиброзата дава таква еластичност, вие можете да следите до кој степен е пациентот. Или да речеме ако правите испитување на дојка. Добро. Вие правите класично ехо на дојка и употребувате еластографија што ја мери цврстината на таа промена што ќе се најде. Сега, ако цврстината покаже скор, да речеме 1,5 до 2, не дигаме паника, но затоа на контрола, ако таа цврстина дојде до 3,5, веќе се превземаат понатаму дополнителни испитувања, да речеме се прави дополнително биопсија и така. Добро, сакав да ве прашам во однос на, ми кажавте пред да бидат вклучени камерите дека неколку луѓе го користат овој метод. Колку е потребно да се прошири вашата дејност во Македонија? Видете, ова е воведено... Зошто нема голем интерес од ова? Ова е воведено не од сега, него да речеме пред некои 15 на 10 години во апаратите ултрасонографски. Овозможува многу да добиете попрецизна диагноза, меѓутоа многу е битно од самиот ултрасонографски апарат, што неколку пати напоменав. Бидејќи ако имате постар модел, да речеме од пред 5 години, тој нема еластографија вградено во него, вие не можете да го употребите како
како Јасно. техника. И затоа сите нови, да речеме сега поново, барем последните неколку години, скоро сите понови добри ехоапарати ја имаат ова еластографија и вие можете да употребите. Тоа е едниот фактор. Другиот фактор е знаење и умешност на ехосонографистот. Постои посебна обука за ова, каде што самиот доктор кој веќе има искуство нели од правење на ехо само се дообучува за еластографија и многу едноставно може да се воведе во секојдневната работа. Значи во Македонија се користи Да, се на, користи, на ја добро има. ниво. Да, ја има, мислам сега не знам толку, не сум сигурен, но мислам дека поголемите центри би требало да имаат вакви апарати, бидејќи ви кажав, тоа е многу едноставна метода, неинвазивна, безболна, нема зрачење, а ви дава многу да речеме можност да дојдете до попрецизна дијагноза. Бидејќи технологијата оди напред. Оди напред, Така, да, секако. Какви се оние очекувања за овој домен за годините што следат? Так. Што повеќе може да се испита? Така. Значи, технологијата, особено во медицината, оди со голема брзина на, како да речем, брзина, светлост напред, оди напред и секојдневно се употребува во прогнозирање, во превенција и во дијагностицирање на нели одредени заболувања. Ако да речеме пред некое време во магнетните резонанци немавме еластографија, сега веќе се воведува. И што е интересно сега, како оди технологијата напред, веќе новите апарати ќе можат без многу труд да сами ја пронаоѓаат промената, Добро. да ја мерат, да ви дадат скор и одма да ви дадат ризик на самото пореметување во ткивото. Бидејќи особено вештачката интелигенција како ни стапи во секојдневното живење и како помага во побрзо дијагностицирање и попрецизно. Ја спомнавте вештачката интелигенција, ќе има примена и таа во овој метод. Така, има примена, особено сега постојат нови научни истражувања кои сите овие методи што ги зборувам ќе се вметнуваат во новите апарати и всушност За отчитување, за следење, за всушност вие давате наредба на апаратот сам го идентификува таа промена во ткивото, потоа ја мери цврстината, ви дава скор. Да речеме само како еден компаративен пример. Ако претходно сме гледале доплер на каротиди, да речеме пред не знам 10 години, сме морале математички сами да мериме брзина. Сега веќе апаратот спектрал доплер имате, давате опција на самиот ултрасонографски апарат и он ви мери брзина на проток, а вие ако знаете малку физика може да знаете дали има стеснување пред или после тоа. Како општество сакам да прашам, колку сме совесни, колку знаеме да отидеме на доктор да се провериме пред нешто да заболи или пред нешто да почувствуваме дека се менува во телото. Јас само ќе ви дадам едноставен пример. Имав можност да излезам надвор од државата многу кратко. Имав можност да видам дека од 10 пријавени пациенти 9 беа здрави и дојдени на превентивен преглед. Тоа бе фрапиран. Кај нас ако заболи забот, тогаш одиме на забот, затоа така? просечната старост во западноевропските земји е поголема за разлика од нас. Сега што е многу битно. Организмот е една совршена машина која ви праќа на време сигнал. Вие само треба да го прочитате и да се јавите на лекар. Бидејќи ние сите знаеме во медицината превенцијата е таа која е најисплатлива, која има најмал трошок, која е навремено откривање на нештото, вие, како што старите знаат да речат, подобро да го спречиш отколку да го лечиш. Превенцијата и како има голема улога нели во самата медицина и ние треба да се насочуваме повеќе кон такви превентивни скрининг методи. Како еден пример, секој човек после 45 година треба да направи ехо на простата. Ако земете вие да направите една анкета по лица, има луѓе што викаат што тоа. Ништо не ми. Или да речеме скрининг на ехо на дојка, мамографија. Сите се тие прегледи мислам дека се посовесни од мажите. Посовесни мислам дека се од нас, да. Меѓутоа дефинитивно ова што како прашање ми го поставивте е еден апел до гледачите дека организмот ви праќа сигнал, вие навреме треба да се јавите на лекар, да се направите преглед. Особено јас сам многу се радувам кога ќе ми дојде, тоа е многу ретко верувајте, кога ќе ми дојде во мојата ординација пациент и ќе речам почнувам да земам анамнеза што ви е проблем, он ми вика ништо. Викам како се дојдов така на преглед. Тоа ми е најголемо задоволство. Тоа се многу ретки, ама ги има. Пациент ќе дојде, сака да си направи нели ехо на абдомен, ехо на срце правиме исто, доплер на каротиди, доплер на долни и горни екстремитети. Сето тоа како метода го работиме. Да се проверат. Многу јасно, превентивно, да. Бидејќи некогаш од еден проблем кој навреме ќе се идентификува, може многу подобро
да го решите, кој е во Јасно. корист на пациентот за разлика од некоја доцна фаза на заболување кое потоа може да помине или во хроницитет или да даде нека инвалидност или да направи поголем проблем Ги и лошо спомнавте да заврши пациентот. симптомите, да кажем некои ризик фактори кои што треба да видат или се сигнал дека треба да се посети доктор, што или кои е ако ги игнорираме и си мислиме дека ништо не ни е. На што да се фокусираме? Така, на кои сигнали? Јас често кога зборам со пријатели викам за се имаме време и за се имаме финансиски средства, но многу малку за сопственото здравје. Што тоа значи? Живееме во едно бурно динамично време. Време на стресови, време на, да речам, состојба која на генерално глобално ниво гледаме што се случува и сето тоа влијае, нели, врз самиот организам. Особено ние гледаме дека се бориме со обезност. Ние гледаме секојдневно пациенти кои се обезни, кои имаат вишок на телесна тежина, кои како влијае, нели, на Се на здравието. трчање, се на нога јадење, Ние се гледаме на постојано пациенти кои, верувајте, ние живееме во едно време на психосоматски заболувања. Што тоа значи? Почнува стрес, почнува некој психички фактор кој влијае на вас, а потоа тоа се префрля на сома или на орган. Затоа е психосоматско, почнува од стреса, завршува со некое заболување на органот. Често знаат пациенти да кажат имам жиговина или киселина. Под дејство на стрес се ствара таа. Ме разбирате? Затоа е многу битно пациентите да внимаваат на тие превентивни прегледи. Овие сигнали што ги праќа организмот навреме да се идентификуваат и да се поиде на лекар, бидејќи ние, како што кажав, често знаеме да одиме во некоја крајна фаза или кога навистина имаме поголема болка, па тоа ќе не донесе на лекар. А често се случува да имате пациенти со висока тензија или висок притисок, кој е асимптоматски. Што тоа значи? Пациент има притисок, но нема ни главоболка, нема никакви симптоми, ќе ни се јави на лекар и гледаме притисок, не знам, 180 или 200 мм на живин стол, вика ја не чувствувам ништо. Колку е тоа опасно? Да, затоа викам, кога има болка ве носи на лекар, но ако нема тоа е уште поопасно. И ние често имаме одредени заболувања кои се асимптоматски, немаат симптоми на почеток, и кога ќе се јават веќе симптомите, тоа и кај малигните заболувања. Често знае да е на микромолекуларно ниво, често знае да е скриено и кога веќе ќе се јават нели симптоми, зборуваме за некој степен кога веќе и метастази можело да има. А не се чувствува ништо. Не се чувствува, да. Затоа навремените прегледи, превентивните прегледи, консултациите, јас често и со колегите разговараме, ние сме тие кои треба воспитно да делуваме кај пациентите. Да ја подигнеме таа, да речам, тој здравствен аспект на размислување, да го натераме нашиот мајндсет подруго да размислува. Има една народна вели стравот лозија чува. Баш колку така. треба да ги исплашиме или да се исплашиме за Па видете, да бидеме поодговорни. јас викам не плашење, него советување. Ние како доктори имаме задача да го правиме тоа советување кај пациентите, дека некогаш еден превентивен преглед може да ви го спаси живот. Сакам разговорите да ги завршувам со една порака од моите соговорници до граѓаните, која би била вашата која што ќе ја испратите до граѓаните? Мојата порака ја начнав претходно. Организмот е една совршена машина која работи под еден одреден такт на ритмичност. Секогаш кога, меѓу другото и Хипократ кажал, здравје е баланс на душа и тело. Светската здравствена организација кажува психичка, физичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест. И кога ова ќе го анализирате, вашиот организам праќа одреден сигнал кој треба да го прочитате и навреме да се јавите на лекар. Тоа е прво. И второ, превенција. Медицината е најисплатлива и финансиски и во однос на човековиот живот кога е превентивна. Доктор, ви благодарам за овој разговор, баш имаме што да научиме ова и како да се заштитиме од, не дај Боже, болести. Така е. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани, уште една кратка пауза и одиме со третиот дел од емисијата.